тенденцијата на насоките кои што се даваат и од страна на оние кои што сега под силен мониторинг ги следат политиките и реализацијата, одат во правец дека програмата за директна поддршка треба да се намалува на сметка на програмата за рурален развој. Но со буџетот кој што е дел од оваа програма, се обезбедени средства, првин да нотирам, за целосна, навремена и редовна исплата на сите земјоделски стопанства и на сите субвенции. И таа е првата промена која што ја направивме. Ако до пред некое време се исплатија субвенции на 2 дена пред избори, ние минатата година беше прва во која што точно следевме календарот на исплата на субвенциите. И мислам дека тоа е најбитната работа и најголемата промена кон која што се стремевме да ја вратиме во нормала. Да сега во февруари, во јануари и февруари се исплаќаат лозарите и да започне тој почитувањето на целосниот календар за исплата на субвенциите, тогаш кога парите им се потребни на земјоделците за инвестиции и за пред новата реколта. И таа промена, за разлика од претходни 10 години, ја воспоставивме во 2018 година. Второ, во овие средства, во оваа програма се обезбедени точно за целосна и навремена исплата на субвенциите, буквално сите средства, да потенцирам дека 2017 со ребаланс на буџетот на Министерството за земјоделство, односно на платежната агенција, со самиот ребаланс беа обезбедени нови неколку милиони евра за исплата на заостанати субвенции. Да потенцирам дека од оваа програма, за жал, оваа програма, може тоа директорот многу поточно да го каже, и во овие износи ќе се исплаќаат преземени обврски од претходни 5 или 6 програми, не ме држите за збор. Има уште некои заостанати обврски кои што се исплаќаат, исто како што тоа беше со реализацијата и од претходната програма. Но да рачистиме дека се обезбедени средства за целосна, редовна и навремена исплата на самите субвенции и дополнително контролата која што се правеше, трансформирањето на мерките преку кои што може да се зголеми контролата, ограничувањето на лимитот на одредени субвенции, овозможуваат, односно ослободуваат средства за да денес збориме за силна поддршка на живинарството како еден сектор во кој што имаме огромен увоз. Даваме силна мотивација, поддршка на одредени договори за нас политики за договорно производство. Тука се парите за зголемена исплата за тутунот по класи. Новата мерка во делот на овоштарството, каде што се трансформира дополнителната поддршка, се трансформира во зголемена субвенција по површина за да мотивираме производство на конзумно јаболко. Да не зборам за другите сите мерки кои што паралелно во тој дел се преземаат, меѓутоа тука се обезбедени средства за исплата на сите субвенции, вклучително и со новите мерки, а дел од мерките од програмата за директна поддршка преминуваат да се реализираат преку програмата за рурален развој, а од програмата за рурален развој, дел од мерките оваа година не се во програмата за рурален развој, тука ќе реализираме преку ИПАРД и европските фондови. И тоа го покажавме, тоа се докажа, дека 20 милиони евра веќе се, на 22-3 милиони евра се веќе склучени. И тоа разграничување ние мора да го направиме, да не може мерки исти да се финансираат и преку програма за рурален развој и преку ИПАРД. Сега, ако ги собереме средствата, секако дека ќе дојдеме до многу поголем износ на средства кој што влегува директно во земјоделството. Мерки од програма за директна поддршка, земјоделците дел од мерки ќе ги добиваат исто така преку програмата за рурален развој. Но насоката и политиката и сметам дека тимот кој што сега ги води политиките нема да се откаже од тоа, да ги трансформираме во мерки кои што ќе донесат развој.